Влез во магазин. Со влез во магазин правиме влез на материјали во магазински места. Значи, првата рубрика влез, со клик на насловот, се ги бираме во кој магазин се прави влезот. Овие магазини претходно се дефинирани во табели магазини. Еве ги магазините, претходно овде ги дефинираме. Значи, кликнуваме на насловот и го бираме магазинот. Или можеме вака. Но поедноставно е вака. Значи, бираме М1 магазин за трговска стока. Во вториот дел ни се бираме по кој основ е овој влез. Ако кликнеме на насловот, ни се отвара листа од можни документи, претходно припремени. Овие можни документи ги дефиниравме во табели, магазини, за М1, за влез, со двоен клик во овој дел ни се префрлуваат овде. Значи, овие ни се можни документи. За влез во М1, и еве ни ги тие документи. Лево од името на документот имаме колку моментално документи имаме од тој тип. Значи, имаме два увоза, една попратница кон добавувач и една приемница од добавувач. Значи, сега ќе правиме прием од добавувач. За да правиме нов влез, мора да кликнеме може нов. Значи, овие две копченца може промени, може нов, ги имам на многу места и значат обезбедуваат од случајни промени. Бидејќи програмот е Windows, многу лесно може да се нешто промени ако значи некаде ако не сакаме да правиме промена, не треба да ги кликнуваме овие места, така да кај да сме и случајно ако сакаме нешто да внесеме, нема да можеме ништо да направиме. Може нов. Со може нов се активира копченцето нов. Кликнуваме нов, следниот документ е втори. Дата денешна, еве ден, прави 6. Добавувач. Во зеленото поле го бараме добавувачот по име, AS, Tab, листа кај што го има AS, Випласт. Ако знаеме бројот, може и веднаш да го внесеме бројот. Ако го нема добавувачот, можеме да кликнеме добавувач, може промени нова фирма и таа фирма да си ја внесеме. Фактура добавувачот, конто, за сега ова не е битно, дата на фактурата и дата на приемот. Приемот е кога го правиме приемот, битно ни е за материјалните документи, а ова е за финансии. Можно е фактурата да ни дојде подоцна, со подоцнешна дата, или да имаме неколку приеми за иста фактура. Валута на фактурата, 15 дена, го има на фактурата, и се не носи програмот во вториот дел. Во вториот дел треба да ги внесеме составот на фактурата, на приемниците. Баре по име, КА, мрежен кабел. Барањето е посложено име, може дел од името. Ако знаеме шифрата, може веднаш. Крома. Значи може ASDO, нема. Мрежен кабел UTP, OTP, FTP. Ево, мрежен кабел. Количина 100 метра. Сега, овде имаме колони, односно келии, во кои внесуваме вредности. Овие келии се дефинирани во табели магазини, значи за магазин М1, за приемен добавувач, кои колони да ги гледаме. Да пример не сакаме работа. Само ќе го отштиклираме работ, веќе немаме можност за работ во колоните. Сега, овде имаме 4 главни, 5 колони. Цена без ДДВ, износ без ДДВ, ДДВ 18%, колку што си артикулот, и цена со ДДВ.
Што и да смениме од овие, ќе ни се рекалкулира. Например, ако имаме цена без ДДВ 20 денари, 2% е 2000, 18% е тарифата, се множи, се добива износ од ДДВ. Ако овде ставиме 1000, се лево и десно се рекалкулира. Ако овде е, например, набавката од неданъчен обврзник, можеме да ставиме 0 и веднаш се рекалкулира. Можеме цена, па ќе ставиме, ќе пратиме 18. Можеме цена со ДДВ, например, 20 денари, десно е 2000, лево рекалкулира, цената е до четврта децимала, или јас предлагам, ако имате податок за износ со ДДВ, најдобро да го ставите тој износ. Бидејќи, што може да се случи? Еве, овде може да ставиме 13,351. Овде добиваме децимали. На крајот се прави заокружување на 0 децимали. Можно е да има отстапување овде за некој денар, да се собере и да едноставно фактурната вредност 220 не одговара на физичкиот документ. Затоа, ако имате крајна вредност за мрежен кабел 100 метра дека е 2500 денари, со внесување на оваа вредност, во кој може да биде вклучен работ и сите други работи, наназад се рекалкулира. Ова 2500 е експлицитно точно и нема, значи секако ќе ни се усогласи со вредност. Ќе земе некој друг артикл. 14, 13.000. Значи вкупно 15.500. Ова е не добар пример. Ќе ставиме пак 4. Значи со промена на артиклот се променува веднаш и неговата тарифа. Во горниот дел имаме неколку рубрики, од која најбитна првата е збирни вредности, во која ги имаме кумулативите. Значи, ова треба да не се согласува со кумулативот од фактурата. Значи, 220 и даноците. Ајде да избереме некој артикл од 5%. Можно и да немаме. Ќе внесеме нов артикл. Ќе кликнеме кај артикли. Може нов. Можеме овде на +1. Ќе ни стави голем број по ред. Значи овде ќе ставиме тест артикл 5% и долу ќе смениме тарифа. Овде ќе обараме. Го имаме на многу места. Тест 5. Еве ни тарифа 5%. Овде може да го избришеме. Овде ќе ставиме пак 100, 2500, но овде имаме веќе друг данок. И еве како ни е кумулативот, односно распределбата по тарифи. Откако го внесуваме документот, можеме да го отпечатиме документот, бидејќи ова е пример за добувач, заложувањето во магазинот ќе биде по набавна цена без ДДВ со 21,18 и 23,8. 21,18 и 23,8. Значи заложувањето на магазинот ќе биде 4500. Од левата страна 4500. Се заокружува на 0 децимали. Ја внесовме приемницата. Нема потреба од
никакво кликнување на никој копче за сочување, веднаш ова се аплодира на серверот. Можеме да внесуваме нов документ овде. Ако кликнеме пак нов, ни се активира број 3. Ако по грешка пак кликнеме на нов, нема да ни се отвори нов документ, број 4, бидејќи ово е празен. Се правеше грешка, луѓето кликнуваа на повеќе пати на нов и се правеа празни документи. Значи, со нов, вели, внимавајте, последниот документ е празен и не се зафаќа нов. Ако сакаме да внесеме број 10, можеме, ако овде штиклирано може нов, да ставиме овде број 10. И се отвара нов документ број 10. Бидејќи експлицитно му велиме отворени документ број 10. Ако не ни е означено може промени, може нов, а сакаме да се вратиме на некој документ, еве број 1, тап, се враќаме на прв документ. Број 2, еве го втори документ. Овде имаме копченца, 4 копченца за навигација. Одиме на првиот, на последниот, или можеме да се движиме напред-назад, еден по еден документ. Овде имаме прашалниче, кој вели, овде ни ја дава низата со документи. Со клик на некој од овие, веднаш не носи таму. Овде имаме едно друго, уште едно зелено поле за пребарување. Кога ќе имаме многу документи и сакаме да пребараме нешто, можно е листата да ни е прилично голема и кога бараме нешто специфично, можеме да го бараме по делот некој критериум. Еве, фактура, например, 127, ни се појавува листата со кај што го има тоа бројче, или еве, например, кај што има 5, имаме овде во фактура, можеме да бараме по име на фирма и така натаму. И веднаш одиме на тој документ. Значи имаме олеснување по пребарување на листата.